Почитувани, Советничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата во Советот на град Скопје денес поднесува иницијатива за прекинување на градежните активности на панорамското тркало кое се гради во коритото на реката Вардар. Оваа иницијатива ја подкрепуваме со неколку аргументи. Како прво, панорамското тркало се коси со деталниот урбанистички план за мал ринг на општина Центар, кој е донесен на почетокот на оваа година, со што се става вон сила деталниот урбанистички план од 2010 година. Со измената на деталниот урбанистички план, сите објекти кои не се завршени се дивоградби и мора да бидат стопирани или отстранети, а оние кои не се започнати нема да добијат дозвола за градба. Второ, смената на централната власт доведува до состојба на прекин на сите парични средства од државните институции кои во вид на донации беа давани за изградба на тркалото на носителот на проектот јавното сообраќајно претпријатие од Скопје. И трето, ја уважуваме петицијата на покрената од граѓаните преку која побараа запирање на градбата на тркалото, која граѓаните ја доставија до градоначалникот Коце Трајановски кон крајот на 2016 година, односно почетокот на 2017 година. Сметаме дека со прекинување на градбата во оваа фаза би направиле корисна работа, која ќе заштеди пари, а истовремено ќе биде од корист и за граѓаните. Тоа значи да се доврши мостот кој е во поодмината фаза на градба, за да може да се користи како пешачки мост, а се што е над мостот да се конзервира и да се заштити градбата од пропаѓање. Конзервирањето би било естетски прифатливо и архитектонски осмислено, а за тоа не би се потрошиле големи средства. Со овој начин или чин покажуваме рационалност и воедно водиме сметка за парите на граѓаните кои треба да се трошат домакински и ефикасно. Од паркот кон влада, добро? Такво барање до нас не е дојдено, така да не можам да ви кажам децидно, конкретно до каде е таа фаза, односно тоа барање до која фаза е дојдено. Ова ваше прашање ќе го искористиме и ние да се информираме, односно да добие тоа прашање разрешница, што се вика рационална во интерес на граѓаните. Сега за темата, Ајде. имате направена анализа колку пари би чинил реализацијата на проектот кој што предлагате, тете поставената метална конструкција да се пренамени како мост и кој ќе оплати тоа? Вака, нашите предпоставки а анализи ќе треба дополнително да се направат, а ние сето тоа ќе го предложиме како заклучоци на денешнава седница, со која што ќе го задолжиме инвеститорот и носителот на инвестиционата активност да направи комплетен пресек што до сега е потрошено и до која фаза е стасано. Односно, да направи и еволуација што би значело довршувањето на мостот во пари и што би значело како трошок конзервацијата на оној дел што е над мостот. Идејата е се што е направено, а може да се користи во интерес на граѓаните, да остане, а се што мислиме дека во овој момент не е потребно, едноставно да се конзервира, да не биде ругло, едноставно да биде архитектонски и визуелно за око добро, за да може сето тоа да биде корисно искористено. Колку пари сето тоа кошта, ние имаме некои состојби во моментов, ама не би сакал децидно да тврдам дека тоа така. Од прилика околу 8 милиони евра се до сега потрошени, односно добиени како донации. Мислам дека со тие пари би можело да се доврши комплетно мостот за да може да се користи како пешачка зона. Конзервацијата на горниот дел мислам дека нема да чини многу пари, а сето тоа ќе биде многу поефикасно отколку да се потрошат уште 12 милиони евра, кои што се предвидуваат во овој момент дека ќе бидат потребни за да биде
комплетно заокружено панорамското тркало, кое што треба да чини од прилика, по пресметките, над 20 милиони евра.